и добро дојдовте во уште едно ново видео и уште еден нов влог. Денеска е среда, среќна среда, така што морам да ви покажам мојот драгоцен сопруг што ми нарачал. Конечно се одлучив дали да нарачаме или не. Јас сум happy и искрено нема збора многу. Ќе ви покажам сега. Си добив нов iPhone, конечно. Станува збор за 17 Pro Max. Искрено го земавме 1 терабајт, затоа што мене секогаш ми треба многу меморија. И имам една ваква силиконска и една гес футрола. Тоест маска за телефон, како го ја викате, и се земав од TK Maxx кога бев 2 заштитни стакала, така што кога ќе дојде после ќе го отвориме. Ова ми е буквално, се смееме со таде, али ми е за 10 години од врска, 4 години од брак и за тоа што сум му родила керка. Малку задоцнет подарок, но подарок си е подарок и многу му благодарам за сето ова. Утре ние 4 години од брак и верувам дека нешто или ќе идеме негдака на ручек или нешто ќе направиме или ќе се дружиме со пријатели, нешто ќе купиме, појма немаме некој план. Како и да е, сега морам да спремам ручек, веќе, сега ќе ви покажам. Тука почиња да ми се крчка, што направив со камерата. Почнува да се крчка. Вчера и завчера јадевме месо и таа рече стоп за месо, не сакам више месо, сакам пак паста. Ништо ново. Видете кој ми иде. Што? Што сакаш, амам? Вода? Ајде, водичка. Повели. Изволи. Браво, мајкино. Така да денеска ќе направам паста, омилената на Марија и на Тадеј, тоа ќе имаме за ручек. Претходниве денови искрено не сум снимала ништо, имав заинтересен контент да ми биде и мармаладот што го правевме и во саботата бевме во Бајрут, се шетавме, бевме на ручек и се, ама некако ми требаше одмор и не сакав да снимам, не сакав да правам ништо. Поточно во Бајрут почнав да снимам за TikTok влог и на крај се што сум снимала ми се избриша заради меморија на телефон, затоа сега нема тоа да се случува. Злато на мама убаво, најубаво на светот. Њами, њами. Што злато? Што? Сакаш да седнеш? Ама сонце не е готова пастата. Сега уште малце. Се мама ќе ти даде нешто да ручкаш измеѓу. Чекај. Што премама паста? Мама. Од кои ствари сосови ќе ставам? Овој. Од Деја. И овој ќе ги измешам двата. Овие се готови направени сосови, само ги стоплувате и тоа искрено преубаво, превкусно. Сега пресуго. Мисла да чекаме тати да дојде, таман додека он дојде, јас ќе направам и соси све и ќе ручаме, па после тоа не знам дали ќе одиме негдека нешто појма немам. Знам дека во петок исто треба да идеме до Екшен, сакам да купам некои работи. Марија многу сака да усисува со мене, да чисти, да джогира. И знам дека еднаш видов дека има таква нешто во Екшен, така што сакам да отидам и да и купиме такви работи, зашто го влече нашиот усисувача, тој е потежок од мене, а не од неа. Сме се најале, Луиџе, тоа е чудо. Многу убаво беше стварно. И след тоа таде, сега си го отварам телефонот, не сум си го отворила уште. Го чекав него. Ставиме маскичка да видиме. Утро, другари! Се надевам дека сте добри. Марија ме стана забајла во... Што, ајде, нема да го фрлаш тоа, јади. Не! Не. Ке јадеш? Така да ме ја фрли храна. Иначе сама јаде. Значи, со раце, со лажица, хаоса. Све фрла. Океј, готово. Многу изеда 5 лажички.
Сабајле ми стана во 6 сат, не кеше да спие, зашто пробувам да ја вратам во ритам. Уопште не кеше да спие. И видите. Селам напред. На. Ајде. Воопшто не кеше да спие, седавме до 8:20. И 8:20 се спиевме до 10:20, значи 2 сати. И станавме да се направи доручак, јадеше една кајсија, изеде 5-6 маслинки. Цела се направи лом у очите, не си брцај со... Ке те болат рацете, очите. Чекајте. Ова морам да го решим. Мари, зашто би мама така направи? Види каква си. Све лом. Све хаос, значи лом направи. Јадеше една кајсија, изеде и 5 лажици гриз. И неколку маслинки, за да маслинките се, значи, не знам, без маслинки не можеме да живееме. Мора секогаш да ги имаме. И тоа е доручакот на Марија моментално. Сега да си направам нешто за мене за јадење, не знам што да јадам искрено да ви кажам. Може некоја салата ќе си направам, зашто нешто така боли стомак најверојатно ми доаѓа период. И ништо не ми се ни јаде, не ми се прави. Си направив еден тост со патлиџан да јадам. И еве мора мојот помошник и она да касне уште нешто. Ајде, мама, ручкај. Ручкај, мама. Искочивме да прошетаме со Марија и да го искористиме ова сонце, иако има ветар доста. Ама се надевам дека нема да настине, мислам ја облеков у хеланки и пократки нагоре. Веројатно нема да ја ладно, ако не имаме дуксер за секој случај. Кидаме да купиме леп и да видам нешто, сакам до Росман, дали ќе најдам. Не знам дали сте виделе, на нон-стоп ми искача на TikTok. Вирално е лак за коса, кој што дава волумен и многу сакам да го земам, да го испробам, да видам дали е стварно тоа така и дали хајпот вреди. И мислам дека ќе почекаме да дојде време таде да заврши со работа, да отидеме кај него, па заедно да се вратиме дома. Се надевам искрено дека ќе ми заспие Марија, зашто Сабајле нели ни се разрамети уште толку целото спиење и дремка и се. И со надеж дека ќе можам да ја фатам пак ред, иако денеска треба да идеме на гости, така што пак ќе ни се размести се. Купивме и лепче, домашно и за мачето красанче со путер. Стандард, она многу сака да јаде красан со путер и када год да влеземе да види дека има, обавезно ја мам. И тоа обожава да го јаде, така што секогаш го купуваме. Се купив еден преубав шешир и на Марија една играчка, зашто ја виде и сакаше да си игра. А ништо не изимав со мене, секогаш бара децата нови играчки и све тоа нормално. Така што сега завршивме и сега ќе одам кај таде на работа и на кај дома да преме ручак нешто за јадење, у 4 сати имам состанок. Се надам си ќе стигнам. Ние дојдовме да го чекаме тати од работа, да му направиме сюрприз. Кажи, мама. Шо, ајде звони му на тата. Рече, ама. Кој е тама? Тата работи тама? Папа? Како го викаш ти тата? Викни го тато. Јадеше и цела количка лом. Ева го, брзо! Брзо да го видиш тати! Ева го тати! Ева го тати! Излага! Ева го тати! Тата!
Чао, мишки! Идовме да испазариме, ќе правам пинџур и обожавам вакви црвени пиперки да јадам, така што сега ќе одиме дома и ќе направиме ручек за 2 дена. Ајде! Чики, 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 чики. Ајде, чики, 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 чики. Што? Сега тоа не? Нема мама да фрлаш? Браво! Дома ја почнав да правам пинџур, а таде отида да успием Марија. Зашо хаос направи и сега средам се што дома. Искрено, никогаш до сега од кога е родена не била толку темпераментна како денес. Мајко мила, се избаќам сум као друг човек, буквално. Значи, као некој товар да ми падна. Додека чекав да ми се оладат и патлиџаните и пиперките, влегов се избањав, се средив. И сега кидам да го направам пинџурот. Ќе си ставам маска на лице, зашто ми излегува доста акне пред циклус. И да ви кажам искрено, ќе пуштам некој подкаст да гледам и ќе се легнам да спијам. А се гледаме утре. Чао. Да се легнам, морам да ви го покажам. Значи ве молам. Ова е толку добро, не можам да ви опишам. Јас секогаш пиперките ги цепкам, не ги сецкам, а све друго сецкам на малце покрупно, зашто така ми е најубава. И овде како зоврев зејтинот и сега ќе истуриме. Слушайте го сега ова. Њами, њами, одве чекам утре да јадам. Утро другари, вчера се легнав со плетенки 2 и полумокра коса, денес ме боли глава. Нормално. Оп! Се наспавме сега 8 сат и еве го, мојот багабонд. Што плевиш ти тука? Што? Што ќе прави? Што? Кај идеш? Другиот багабонд ево го се пријави. Да го видите. Сега заедно да се измијам, да измијам Марија, да се средиме. Она јадеше млеко, така што сега не знам дали ќе доручкува. Ама ќе почекам да се јаде и тогаш ќе направам доручек за мене и за неа. Рако... Денеска е конечно петок и одве чекам да сме сабота и недела заедно. Таа вчера заспа со Марија у 8 сат, беше преуморен. Ја средував и уште не можам да досредам. Станавме од спиење, се дадов јаготки да јадем. Ше сега ќе измијам и уште малце боровници, ама мислам дека боровници се нема да дам, пошто са бајле јадеш. Така што цреши и јагоди. Убави се, мама? Обожава јагоди. Учевме, се средивме, све, таде сега кај да треба да иде на тренинг и видете го овој совршен хаос. Сегда. Значи да не ви покажам и таму. Така да треба да земам да средам све и да ја успијам Марија кај да треба да спие. Поточно рано е, за некои 2 сати прилика. Ама мислам дека и порано ќе легна, пошто е многу уморна. Знам кој е поред парче ја лубеница да јадам. Денеска ефтени се свига, ама стварно оваа што ја земавме е многу убава, малецка, сладка, топе. И цело време амам, одиме и даваме лубеница. Спиење е една активност, ќе лепиме животни овдека на стакла, зашто обожава да ги гледа, да ги вади све и така ќе учиме. Седни, мами.
седни. Ајде. Уаба. Еде, зебрата кај да ја ставиме? Кај сакаш да ја ставиме зебрата? Не телефона да го чекаш. Ајде, на. Види. Ајде, зебрата ќе ја залепиме овде. Вау, зебра! А кај ќе го ставиме? Лаво, чекај, сега ќе ги редиме сите. Ајде да видиме. Вау, ова колку било мама голямо. Види тука ќе го ставим. Мора малце подолу. Овде. Тука бил мама лаво со мајунче. Ајде да видиме. Да горе. Тука ќе оставиме. Тука летал папагал. Папагало тараратан. И видиш што имаме жирафа колку била голема. Кај ќе ја ставиме до слонот. Еве жирафата. Вау, мами! Инаку вакви може да најдете во DM, не знам во Македонија дали ги имам, би требало. Имате и со животни, со свашта нешто, има и тематски некојаш кога се празници. Ево тука мама тигарот. Тигарче мало како мачет. И стварно се преубави. Лесно се вадат, не остават траги. Да, мама. Што е тоа? Кај е жирафата? Ке учиме? Браво, Секер. Еве жирафа, браво. А кај мајмунчето? Еве го мајмунчето, еве го. Мајмунче. Само што ја успав, Марија, и земав да си намачкам нешто да јадам. А што е тоа нешто? Нормално, мојот мармалач си го направив од јагоди. Значи, подобро нешто у живот немам јадено. Ова ми е трета тегла во рокот неколку дена како е направен. Знам да се го отворам и вака да си јадам луѓе. Значи, ова е сон. Хајде, земи ја на хајде жога. Узами, принеси мами. Дај мами. Хвала. Пусти. Ајде таде. Ма како смо ведли ми, кашна жога узамемо. Види! Ајде жого! Ево га! Ево жогица. Ево га! Ево! Устани туди ти! Устани! На масажа и на уживање конечно за мене. Само што завршив со масажа, толку добро ми дојде, значи ова е да без поклон буквално за роден ден. Како се вика, седнавме, седна Марија у количка и ќе идеме сега до кај Андреја до Гартен. Некој 10 на 15 минути и ќе продолжиме да шетаме. Опа, пази мами. Да прошетам, иако дува, не знам ли колку ме слушате, баш онака не е ладно, топло е, ама многу дува. И затоа сум облечена и вака подолги, не за ја ставив подолги, зашто не да бежа да стинаме сега. Хало, предидаме. Окей. Заради тоа што кантиве ги има да стане сред улици, не можеш да поминеш. И ќе ми каже некој Германија.
Значи, тука не е така како што било никогаш. Тука све е топерено. Тука многу работи се прават. Не знам што да кажам, искрено разочарана сум. Од една страна ми е окей, ова местенца малецко, нема што да правиш, освен дома. А од друга страна, па живеевме у голем град, тама па премногу ти требаат пари за да можеш да живееш нормално и не знаеш што е подобро. Дали едно, дали друго. Види, шофер. Хајди шофер. Ангремо лево или десно? Десно. Лево? А ти шефче назад што правиш? Макина, мам, до сега јадеше, мами. Млекците се пие сега домче. Да. Ај, шума мама тамо камчиња. Вау, колку камчиња има. Браво, мама. Дај на мама едно камче, чекај, хајде. Дај на мама камче. Вау, фала, љубави. Пак. Уи, браво, мако. Инаку на Хајди падна последниот млечен зап и мислевме дека ќе треба да носиме на операција, зашто не игеше да и падне долго време. И вчера сосема случајно ја приметив дека и го нема. Хајди, го изеде забот? Хајди. Јој, каква си, мајко мила. Поголемо не. Мајко мила, види. Борба со стапчиња. Секој пат кога да одиме и секојаш наоѓа некои огромни да насопна нас буквално. Али е смешки, хајде. Не може без стапче да носи дома, до дома го носи до пред врата. А Марија, видете, дзе, око му е. Некој ни обмане. Па смоки за надвор сега после ручек. Чешла и ти, хајди? Браво, мама, браво, сонце мој. Чешла е? Чешлаш и ти? Браво, мама. Полека сум. Чекай, ја заплет. Полеј, дамо хајде полејат кај мела. Погледате лумпе. Добро, видиш, те су те мотли. Здеј, бомо, чакај. Та вие? Чао. Ајде кажи му на тати чао. Чао. Чао, речи убав тренинг. Чао. Добро. Ја, чао. Ај, чао. Чао. Дојди, бебе, тати ќе оди чао на тренинг ќе оди. Прије на окно. Што? Ајде, ќе одиме на... Дојди. Опа! Така, плачаме ние по тати. Лелум се лепта. Сега да спратиме на прозор. Да му кажеме чао. Кај е? Кај е тата? Кај мама тата? Е тука. Ево га! Кажи му, дај му полјупче. Полјупче. Чуте мало. Папа. Готово, отида мама на тренинг. Мора да оди тати на тренинг, сонце. Кај ќе одиш? Баше дека доста долг период да не идеше на тренинг. Има пауза и сега почна пред некои 2-3 недели. Ако не пуша, не знам. И баш осетлива која излага од дома у ова време, зашто се навикна заедно да успиваме или со тато само да заспие и се и така. Маце е. Good morning! За бајле ништо не сум снимала, влегов да се туширам, да се средувам, дете да средам, дека јадеме, јас не јадам. Она и татко јаде. И еве сега дојдов на Lidl да вземам количка, они идат наваму
и да испазариме. Денеска по план ќе одиме до Хоф, до Екшн и до игротека. Леле како одим, морам да ја покажам. Абе, каде одиш ти, бе, мако? А, мам, ќе јадеш уште? Ќе јадеш уште? Киките да ти ги јадам. Морав да ви ја покажам. И може да кидаме да плаваме до Тека Макс, ама уште не се знае. Во принцип сакам игротеката, ми е најбитно да носам. Да, кидаме со деца. Што сме купиле за јадење, љубави? Јогурче, сака Марија уште да јаде јогурче. Срце на мајка, паметница моја. Што мако? Што мако? А мам, сега мама ќе даде. Ајде да местиме и да нанкаме. Јас сум спремна, треба да исчистам гледалото. Молим сонце. Сега ќе одиме. Ќе одам да ја спремам уште Марија. Иначе снимам паралелно, некојаш со телефон снимам, некојаш снимам со камерата. И еве ми косата. Го користав ова од Шиглам, значи врв. Обожавам. Работи иначе исто како Dyson на воздух, значи може на полумокра коса да се направите фризура. И мене многу ми се свиѓа затоа што е така како прекршена и се среде. Сега идам да ја спремам Марија и одиме во Хоф на како се вика, во игротека и во Екшн, па ќе видиме кај ќе наноси пат после тоа. Се гледаме покасно. Па видете ги, они се мечи. О мај гад! Мислам дека ќе одиме прво до Екшн, за да завршиме, ми се тргне од глава Екшн. Па после ќе идеме во игротека и после игротека, ако чача е расположен, ќе наноси до Тека Макс. Што не? Многу е. Што многу? Ми ја руши аурата. Глупости спори. Видете ја? Милана мајка, најубава на светот. Да, ми пише еден дечко на WhatsApp. Се вика my husband. Се гледаме таму. Бај. Знаеш ти нешто да кажеш? Многу е топло и жена ми ностоп се фали со новиот телефон. Ау. На кого? На секој? Јас баш не сум отидеш се балат. Да. Мари! Марија! Чао! Чао! Бај, бај! Они кидат унета, јас кидам во Екшн на рад да си спазвам што ми треба. Сум срекна дека и најдов позисивачи тоа последен и милион други работи купивме, после ќе ви покажам, ете ги они се местат со тати. Значи, ако ќе влезам во Екшн, искрено заборавам зашо сум дошла и купувам порад една работа што сум се зацртала уште 1.2500.000 работи и таде секогаш ми се лути за тоа. А и мислам дека секоја жена која ќе влезе во било која продавница, макар и за јадење да биде тоа, секогаш искачаме со милион други работи и некојаш дури чак се случува и да заборавам пошто сум дошла да купам се друго останато. Многу сум срекна и ќе видиме како ќе реагира Марија после кој ќе го наместиме. Баш со постелја исти као нашиот, пошто цело време сака да се игра, тоест да усисува, демек и го влече нашиот. Марија! Срце. Искрено баш е убава игротеката е преголема. Има доста големи деца, сега не препратија на друго место кај што треба да иде Марија, затоа што е она баш малецка реално за играње, да не ја повреди некој. И јас ке седнам тука од близдина кај нив, за да можам да ги гледам. Еве ги они се играат тука. Срце мало срекно. Мајко мила, колка е сладка. Марија! Чао, маче! Чао, чао! Ајде! Фиу! Ајде, фиу!
ја. Добре, дека ми е на зум. Татко е поголема дете од неа, најако. И саки са вода. Држи ја со едната рака. Гледа, тато. Ева га тати, ни носи смути, ням, ням, ням. Вика ручка сега, Марија. Смути. Убава, мами? Убава. Ко сладолед, малце, поладен само. Многу мраз стајала. Сега го пробаш другиот мој? Кој другиот? Таму имаш ананас и спанак. Да, тој другиот за вас е побав. Не ќе она тој. Ajde sama? Okej, 4, da li si spremna? Завршивме со игротека, малку со плачење си одиме дома, ама добро е се смири. Како се вика, фактот дека сигурно ќе практикуваме макар еднаш во месецот да ја донесеме и да си поужива. Зизнато е тоа што цела огромна игротека имаат само еден дел за мали дечиња и тоа малце ме нервирали, па е нормално. И зизнатото уствари зашто е? Заради тоа што таму идат исто така и големи деца. И не можеш да го пуштиш детето само да се игра, мораш да си ти тука цело време со него. Иако нормално дека Марија е мала и сме ние тука присутни, ама сакам да кажам, ете ние бевме на маса пред тој дел и не можеш да седнеш ти да поседиш 2 минути да она си поигра, заради тоа што доаѓаат поголеми деца и не внимаваат на малите. Додека кај нас во Македонија искрено мислам дека се малце повнимателни децата за разлика од тука, не знам зашто, ама имам такво искуство и таков печаток. Затоа што со внук ми со Лука нон-стоп сме оделе по игротеки, некако големите дечиња секогаш внимавале на малите. Одиме, мама. Што? Уплаван нели? 50 км. Добро да? Пола сат. Добро да. Душичка се измори. Секој ќе ја извадам за во ваква да ја ставам, за во количка сигурно и ќе стане. Хопа. Доби телефон. Ајде, ало. Кажи ало, Марија. Кажи ало. Сега идеме да видиме, да најдеме, не влеговме во една кинеска, али живопила нема. Чим нема живопила, сигурно и не е ни добро. Ке видиме што ќе најдеме тука за јадење. Сме гладни искрено, ви кажам. И ќе прошетаме уште малце, сакам да идам до H&M и до уште некоја продавница што има тука. Мам, одма некој сака да јаде, брзо, тати дај. Јас земав карбонара да јадам, убаво изгледа. Тадек пица, Марија пица со компир ќе јаде, али се врели, така што ќе треба да почека малку. Жешко е, мама. Јас стефнив в ресторан за да идам јас до H&M, да видам што има. Таман доека они јадат.
Си одиме дома, инаку во H&M си најдов една мајца за мене, али на крај ја оставив, затоа што најдов еден тон ствари за Марија. Поточно најдов 4 пара кондурчиња, тоест едни сандали, едни балетанки, 2 пара патики. Чакай, малку бори. Едните се малце поголеми, другите се таман, ајде да кажам за сега, лето, есен и многу ми се убави. Искрено и преевтино ги платив, 38 евра беа сите 4 пара. Што не можеш такво да најдеш. Баш се онака фраерски за дотерување и што сакав, не знам че нешто сакав да кажам. Упс, пазите овде. Сега ќе си одиме дома да избањаме Хајди и мислам дека да средам сакам малце да подзачистам нешто за утре да сме слободни. Зашто утре имаме да снимиме 2 видеа. Едно ја и таде, едно со Марија и треба, тоест не треба, него сакам да отидеме до тој Визен Фест, што таби не сака да оди. Ама мора да оди зашто ја сакам да идам. Па ако е интересно или има што да се покаже тамо, ќе ви снимам и од тамо. А која ма среќа? Па ти ја шеташ Хајди. Па ти толку си пораснала да ја шеташ Хајди, мако. Јо. Па видите го. Што сме купиле? Прво од H&M, да видите што све изнакупував. И купив вакви, вие се малце поголемки таме за на есен да може да ги носим, мада што може да... Опа, мама полека. Мами! Марија беше крива. Овие се минимално големки, а овие и се баш големи, така што овие се 20-21, овие се 18-19. И ќе видиме како што, ама многу ми се убави за комбинирање, многу бара вакви бели поготово патики. Таман за сега. Дај да видиме мама што сме купила. Видете ги овие пресладки сандалчи. Овие беа 6 евра, значи за 6 евра реално нема нигде да најдам. И вакви земав балетанчиња за летово. Сите ги земав 18-19 број. Што? Чека да видиме што сме купили. Ова, овие се твои. И еве што отидовме у Екшен да купиме. И купив ваков усисивач, затоа што цело време, кој што ви кажав, мојот го зима и сака да усисува, да прави. Еве сега ќе ти го дадам. Чекај, немаш што да го четаш. Не викај. Ако не е повезено е хаос. Можете да приметите. Еве ти. На, топчето. И купивме топче на Хајди, ама Марија го сака. Ајде, брзо. Играј си. А сакаш ти внатре да влезеш, мораш да почекаш. Чекај, видиш што ќе дам. Видиш што имаш тука? О мај гад, што сме купиле? Вау, мако. Па мако. Па што е ова? Па вако. Видете го само како па има и мајка. Морат. Само различни, црна, прозирна која шијам и ева боја роза и ваква. Пази да не го земе тоа да се побреди. И тоа почнам да кажувам, имам ваква маска, се земав кондиционер, мама полек земав крема улја, ова е за брвовите. Во првата фиока, најпрвата фиока таде. Позади, здоле во тие. И исто така земав ампули вакви. Да ги пробам. Не може да нема. Ги најда? Дојди вам. Чекај, мама. Оди да видиш тати што ќе ти даде сега. Уште еден ваков држач за телефон, затоа што ми треба за Македонија, за Словенија. На Хајди. За одење во веца, овие ги земав на мајка ми за чистење зрака. О, мама! Види како чека, па што сме ти купиле, љубави? Хај напри мајцата. Добро, ништо со вода ја. Не со вода, со црвено. Добро да ќе се испере. Ништо страшно. Од смоки ше јадеш.
Ајде! Ајде, опа! Полека. О, ке чистиш? Ајде да чистиш. Намести го тати како треба. Ту прими, како? Вака. Ајде, фати. Ајде се. Чик, 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 чик. А. Што е тоа, Беко? Види како одат течињата, мамо. И онда иде првиот. И го натеравме тате да оди на Визенфест. Идеме цело дружба, дека те натеравме да идеш на Визенфест. И Марија има знаменце. Одиме горе од Сабајле, ништо не ви снимивме. Зашто искрено све беше у хаос, све беше утрчање 5 до 12. И имаме некои 2,5 километри, така? Колико имamo до горе? 2 километара? Нема. Колко? Аха, значи ние имаме пократко од децата што одат. Се гледаме горе да видиме што има. Ча. Јас сум узбуđен. Много. Го снимавме Даријан како го носи знамето поносно. И сега пак не можеме овде да поминаме. Опет сме се зезнали. Не. А чека, тоа е тај Голдберг. Тај па. Аха, па сум Стигнавме. тоа што 100 пута сам бецит. Стигнавме, ова ви е како отворен парк со јадење, пиење, рингешпил и свашта нешто. Има огромно. На крај на таа највише ќе му се свиѓа. Никој што живот не би се возила на ваква нешто. Ја би умрела. Молам, раскажи им, па се возевме на тоа лудиот брод, што беше, не знам, кога ти се стекна у Скопје. Се возиме, одеднаш ме снимам, викам, мене ми е лошо, не ми е добро. Клак, си отива. Тоа е. Не го гајло моја, ама и тебе не ти беше после добро. Пошто тебе не ти беше добро. Вади се на мене. Од кога сме во Германија, волку луѓе не сме видели искрено. Кој ќе има балон? Кој ќе има балон? Мари? Ќе има маче! Маче, мама! Сега, љубави. Ja. Bitte. Ето га, мама. Не можеш да ја видиш.